Добро вечер, почитувани гледачи. Освен Новосело и Охрид, и Дебар на предстојните предвремени локални избори треба да добие свој градоначалник. Токму од Дебар владеачката ДУИ ја започна и според најавите треба да ја заврши оваа изборна кампања. Градот кој го носи белегот на мултиетничноста не е заобиколен од белата чума, а тоа е иселеничкиот екзодус. Во каква состојба е инфраструктурата? Јасно е дека и таму е поларизирано гласачкото тело од албанскиот политички блок. Што очекуваат граѓаните гласачите? Повеќе прашања како најава на оваа вечерашна дебата. Во студиото во друштво сум на двајцата кандидати за градоначалник на општина Дебар и двајцата се по професија доктори лекари, едниот уролог, другиот педијатар. Од мојата лева страна Хекуран Дука, доктор Хекуран Дука, кандидат на ДУИ со поддршка секако на владеачкото мнозинство. Добро вечер, воедно и актуелен вршител на должност градоначалник. Добро вечер. Од мојата десна страна Арбен Агули, кандидат на Алијанса на албанците. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Морам да ги предочам правилата во оваа дебатна емисија. Во воведот и во завршниот дел ќе имате по околу 3 минути како воведни и завршни зборови, на секое мое прашање по 2 минути, секако право на реплика и на контрареплика во интерес да имаме една убава дебата во интерес на гласачите кои ќе не следат. Во исто време, најавувам дека ќе имаме една репортажа, но пред да ја пуштиме репортажата би сакала Дука и Агули, двајцата да ви отстапам по 3 минути, персонално, приватно, професионално, да ни кажете кои сте. Повелете со вас. Значи, јас прво ви се заблагодарам за поканата. Исто така ја користам прилика да ги поздравам моите сограѓани кои живеат во градот Дебар, исто така и во диаспората во Соединетите Американски држави, па и во Европа. Значи, јас сум доктор Хекуран Дука, специјалист уролог. 25 години работам како доктор. Иначе, од 2017 сум советник во Советот на општина Дебар, од редовите на ДУИ. Исто така, сега сум актуално и вршител на должност на општина Дебар. Приватно? Приватно имам женет сум, значи имам 2 деца и една ќерка, 2 машки и една ќерка. Велите доктор сте, каде работите, со каков Работам во општата болница Дебар актуално. Во моментов. Во моментов, да. Ви благодарам, Агули. Први благодарам на поканата. Јас сум доктор Арбен Агули, педијатар, кој работи во приватна здравствена установа Педијатрија Д во Дебар, како матичен лекар и исклучиво работам со детска популација, не работам со возрастни. Иначе, ги поздравувам сите мои дебарчани, не само во Дебар, и оние кои живеат во Скопје, бидејќи Дебар има една миграција во градот Скопје. Вие имате цела населба на дебарчани кои живеат во Скопје. Ги поздравувам и сите мои сограѓани надвор од државата. Јас сум татко на 2 машки деца, од кои едниот е женет и живее во Соединетите Американски држави, додека другиот е тука, па годинава планираме свадба да направиме. Уште не сум дедо, се надевам дека брзо ќе станам и дедо. Толку од мене. Сакам да ве прашам, вие рековте во приватен сектор, значи приватна фирма, дали имате некои други фирми или бизниси со кои што во моментот раководите или работите? Не. Вие? Докторите немаат бизнис. Само медицината има бизнис, нема друг бизнис. Има, може да се има фирми, може да се има, да. Ви благодарам за овие воведни зборови, а сега почитувани предлагам вака, да видиме нашата репортажа што ја снимивме од Дебар, се обидовме да го опипаме пулсот на оваа општина преку анкетирање на граѓани, на бизнисмени, да видиме каква е состојбата, тоа го направи мојот колега Сунај Сабриовски. Дебар, град оддалечен од метрополата околу 131 км. Патот меѓу планинските предели што води до градот и до околните села на моменти е тешко проводен за сообраќај. Климата, уникатната флора и фауна, автентичните османлиски објекти ја надополнуваат се вкупната амбиентална слоевитост не само на градот Дебар, туку и на околниот регион.
Во село Долно Косоврасти, ако не сте дебарчанец, ќе ја почувствувате миризбата на сулфурот која ги навестува термалните бањи, препознатливи и по архитектонски зданија со подпис на мајстор Хаджи Мухамед, член на познатата фамилија Оручизаде. Специфично за овие базени е што се изградени со материјал кој е автентичен од самото село Бањиште, каде што се наоѓаме, и се еколошки градби. Иначе базенот е изграден со камен, кој е рачно изработен и истиот е лепен после со една специјална смеса, која е направена од жолчката од јајцето, влакна од козја, како и кал. На тој начин, овие стари базени им преживеале многу земјотреси во Дебарскиот регион, вклучувајќи го и земјотресот во 1967 година, кога целиот град Дебар беше рушен, додека овие убави градби не трпеа никаква штета. Во Бањиште го запознавме малиот но голем визионер, 8-годишниот Еден Риза, кој веќе размислува како да заработи пари за да им помогне на родителите. Сака да стане познат јутјубер, а со заработените пари да замине во странство. I am going to do a YouTube channel or a gaming channel. That's why I am going to do it for my mom and dad, because they are working at Banjata Dibiros, but they aren't making any money. They are just working for doing the best of us. So I'm going to help them. Until I will be 18, I will move to other countries. Средбата со Едон го отвори горливото прашање, желбата за иселување и самото иселување на младите од овој регион. Директорот на основното училиште Ристе Ристевски во Долно Косоврасти Шанија Ајровски пред нашата камера раскажува за корените на училиштето кое започнало како монтажна барака во 1996 година. Училиштето сега се соочува со се потешки услови за работа, особено во зима, а наставата пак ја следат 125 ученици, но бројот се намалува. Помалку ученици, поголема опасност да се намали наставничкиот кадар, вели директорот. Сега имаме начисто миграција и селување, што е уште пострашно. Младите брачни двојки ни одат со се ученици, со се семејства и не ни се враќаат нас. Но има работи кои што треба директно државата и министерството да помогне, а да се подобрат условите. Но, нажалост, веќе државата како да не заборавила, јас се надевам дека ќе ова ќе допре до јавноста и ќе конечно овој крај ќе се живи. Печалбарството го зеде својот данок и во овој крај, раскажува новинарот Кенан. Причините главно се економски, вели тој, и открива дека во Њујорк веќе се создава нов Дебар со над 15.000 дебарчани, меѓу нив и високообразовани луѓе, особено лекари. По последниве години имаме и процес на барање на азил од страна на одредени етнички групи во земјите на Европската Унија. Во врска со здравството состојбата не ни чини како и во цела Македонија, минатава година од 230 нови новороденчиња, над 160-180 се родени во Струга. Значи нема екипа која врши породување и така натаму, а објектите се, да не се живи објектите, ви кажува Дебар. Но и дека бизнисот ги чувствува последиците од белата чума, раскажува и предприемачот Валјон Купа. Што покасно че касниме, било на локално ниво, било на централно ниво на овие политики, повеќе млади начини бега надвор, повеќе ќе има шанса за неуспех на секоја политика и потрошени пари на проекти ООН, кога ти го немаш најбитниот ресурс на развијањето на местото, младината, способните луѓе за работа, а тоа, како што беше и предпоставено од почеток прашањето твое, било колку убави зборови да кажуваме, 15-20 веќе се само во САД. Општина Дебар е во прегратките на уникатната природа, но човечкиот фактор и тука посегна по нарушување на убавината и здравата средина. На брегот на Дебарското езеро, Лендартот, езеро или пластика на уметникот Адем Сулејмановски, кој за нашата телевизија вели дека ова дело е потсетник на човечката негрижа. Толку ми е грозно, нарочито мај, месец април и мај, кога гледам овдека 3 тона 4 пластика се врти околу Дебарскиве бајни, а тоа ни е природно наследство. Бајниве се едни од 3 најлековити бајни во светот. Имаме еден куп џубриште.
не дај Боже, кога да сме дрисла во Скопје. Раката моја до градоначалникот е да превземе поголема акција за заштита на Дебарсково езеро. Дебарските бањи се атрактивна локација и за домашни, за странски туристи, но патот до нив не е едноставен, вели менаџерот на Дебарски бањи. Како сопственик очекува поголема логистика за развој на бизнисот во овој крај. Доколку се одобри урбанистичкиот план на езерото, тогаш ние планираме да се прошируваме и да инвестираме и во езерскиот туризам, не само во бањскиот туризам. Това значи изградба на хотел? Секако. И самиот хотел Косоврас е покрај езерото, но дополнително тие ќе се изградат и ќе се прошируваат во според урбанистичкиот план. Лошата инфраструктура е една од клучните бариери за развој на бизнисот, но и на туризмот во Дебарскиот крај, сведочат за телевизија 24 и други стопанственици. If you see the road from Mavrovo to Debar, you know what I mean, it's a disaster road. That road in Europe or in America, usually they close them down. A lot of my friends want to come to invest here. And they're asking me a question. Are you guaranteeing me to we come there and invest? And I can't guarantee because nobody's guaranteeing me. If you see here, the healthcare, it's poor. I mean, a person, God forbid, gets sick. You know what I mean? He's going to be prepared to die. Unemployment, it's a 99% the people are suffering. Но 80-годишниот занаетчија Љутви Пиличи сведочи дека Дебар некогаш бил трговски развиен град со многу занаети и со живот. Да било она како што тие ќе седело дека да убај да прифатено. Тој може да се да проживи како господин со ова работа. Али сега нема градот џабе да сети. Кога не видите вие земјата нигде не е работа, ништо. Како да натика да работам? Од овие куќи сме направиле, сме створиле све. Граѓаните во Дебар го живеат секојдневието на иселување, битка за преживување на компаниите, слабата куповна моќ. Сега, во пресрет на локалните избори, Дебар треба да добие нов градоначалник. Што очекуваат граѓаните од градоначалникот на оваа општина? Да се направат улиците поубави, да има работа, да се вработат народот. Очекувам градот да биде подобар во секој случај, инфраструктурата да биде подобра и да се живее подобра. Ништо не чекаме, полошо чекаме. Се ни измами, ама сега немат никој да излези да гласат за тоа. Работа немат, за младиме тоа е. Без работа ништо. За градоначалничката фотелја во општина Дебар ќе се борат двајца кандидати. Хекуран Дука, кој е кандидат на ДУИ со владеачката коалиција, и Арбен Наголи на Алијансата за албанците, поддржан од движењето БЕСА. Првиот впечаток што се добива кога ќе тргнете на пат кон Дебар е лошата инфраструктура. Ваквата ситуација ги оневозможува како домашните, така и странските посетители да дојдат и да го посетат овој крај од земјата кој што пак изобилува со природна убавина. Но исто така, лошата инфраструктура е поразителна за туризмот, но и за бизнис заедницата. Од друга страна, миграцијата според дебарчани е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат во последните неколку години. Ова прашање останува отворено да го одговори идниот кандидат, односно градоначалник на Дебар. Да, ова беше репортажата од Дебар како воведува оваа вечерашна дебата. Ги видовме аспектите и сите овие прашања што провеуваа во репортажата ќе бидат и тема на вечерашната дебата. Прашање за двајцата, Дука, Гули, дали имате конкретни програми, што е приоритетот кога ќе им се представувате или веќе им се представувате на гласачите? Повелете. Значи, овие избори се вонредни избори. Поради смртта на бившиот градоначалник Ружди Лјата, така да ние како ДУИ, јас како кандидат, ја имам истата програма што е направена од 2017 и што е гласена од гласачите со 1000 гласови повеќе од опозицијата. Така да, јас имам изборна програма, што е истава програма, а има и освежување внатре, што се совпаѓа со времето. Значи,
актуелните работи, значи е динамична програма, не е статична. Што е приоритет, ве прашав, што е како земете како приоритет? Па приоритет на програмава е економскиот развој на градот, исто така урбанизмот и инфраструктурата, животната средина и јавната безбедност на градот. Голи? Па, јас учествувам пак на овие ворени локални избори за општината Дебар, бидејќи јас и пред година и пол бев кандидат на Алијансата за албанците за локалните избори во Дебар. И со самиот факт дека јас успеав да собирам значителен број на гласови, негде околу 4000 гласови, и разликата меѓу мене и покојниот градоначалник беше само 257 гласа, со толку јас изгубив, но тоа ми даде дополнителен мотив јас пак да се кандидирам и да од морален аспект кон граѓаните кои ме гласа, јас морав тоа да го направам. Иначе што се однесува до приоритетите мои, значи не е поминато кој знае колку време од тоа што ние им ветувавме, јас пред се, оно што никој до сега не го направи, јас на моите граѓани во Дебар им ветувам транспарентност. Транспарентност што значи дека секој граѓанин во Дебар, кога сака и во било кое време, може да доаѓа во канцеларијата на градоначалникот и да добие извештај за сите потрошени средства од општината за потребите на градот. Со тоа што дефинитивно еднаш за секогаш ќе престане можноста граѓаните да не бидат информирани како и каде се трошат нивните средства. Во склоп на тоа, значи сигурно дека обврска ми е да составам добар тим на експерти кои ќе работат во програмата за економски развиток на општината, за подобра инфраструктура на градот, почист град, пред се, зашто ако Дебар го гледате и по сликите што ги видовте дека градот не е чист, и оние што се приоритетни, мислам, секојдневни потреби на градот, тоа е здрава вода за пиење и проблемите со канализацијата на одводните води. Но ова се сериозни работи кои што вие ги говорите. Се обидувам да направам разлика. Што е различното од она што можете како против кандидати да го понудите на гласачите? Еве вака зборувате за инфраструктура, за почист град, за транспарентност. Што е нешто поразлично или конкретно што може да се понуди на граѓаните на Дебар? Повелете. Да. Па различното е во тоа што јас сум во позиција што имам широка основа и реална основа да ги реализирам моите ветувања. На што го црпи тоа? Затоа това? што јас ќе седнам на таа столица со една добра цел. Целта ми е добра ме. Значи, друго, позади мене стои една економска, поддршка поради тоа што во владата уште ние како ДУИ сме партиципиент во влада. Значи, имаме поддршка од централната власт. Исто така, градоначалникот во соработка со советот на градот, значи може повеќе да реализира, и затоа што во градот нашите советници се бројно повеќе со коалиција со другите парници, со СДС и со ПЕј. Така да ние гледаме подобра перспектива и имаме реална основа за исполнување на ветувањата што се дадени во мојата програма. Сметате дека тоа што имате поддршка и од владеачкото мнозинство во случајот, дека тоа на некој начин е предност за едно менаџирање на општината? Јас се поаѓам од друг аспект. Нашата предност е тоа што овие што беа 15 години во власт во Дебар не направиле ништо. Буквално ништо. А тоа јас можам да ви го аргументирам. Тука ми се пред мене слики кои можете да ги видите како изгледа Дебар, како изгледа Дебарско езеро, и кога се однесуваме за соработката со централна власт, јас мислам дека Дебар и дебарчани не припаѓаат на друга држава, него припаѓаат во Македонија. Така да, без оглед дали градоначалникот ќе биде од опозиција или од позиција, централната власт е должна да води сметка и за дебарчани. Бидејќи ние сме луѓе кои живееме во Македонија, ствараме во Македонија, плаќаме даноци во државата и мора државата да води сметка за нас. Какви слики се извинувам за фотографии и видов дека носите? Тоа ми се слики како изгледа Дебар. Да, мислам вие можете еве према камерата лично вие бидејќи ова се ваши слики. Да, значи фотографии направени, да. Тоа се слики од чистиот Дебар.
Тоа ви се слики, она што го кажа човекот таму риба или пластика, како изгледа Дебарското езеро. Значи, сето ова ние имаме за право да веруваме и да бидеме убедени дека нема да ги направиме грешките што ги правеше досегашната власт во општинава Дебар. Затоа ви реков, за да овие работи една за секогаш исчезнат, треба добра волја. Треба добра волја, треба добра работа и сигурно треба да се биде искрен со граѓаните. Дефинитивно во Дебар треба да се врати искреноста и треба да се врати надежта дека ваквите работи повеќе во Дебар нема да се случуваат. Може ли сакате? Да, значи тие проблеми што ги покажал колегата ги има кај ќе одиш, значи има такви проблеми. И никогаш не е доволно тоа да се прави добро, па добро и најдобро. Дека ништо не е направено овие 17 години, јас не знам како може тоа да го речи колегата, затоа што овие 17 години се направени многу нешта во Дебар. И Дебар е многу променен. Значи, само со починатиот градоначалник се направени капитални инвестиции и капитални објекти. Само да истакнувам дека центарот на градот или шеталиштето е направено како на европски начин и по изглед, и по инфраструктура, и по функционалност. Исто така, Дебар има една гимназија која не можеш да ја најдеш во Македонија. Значи, многу убава гимназија, каде нашите ученици порано учеле во некои бараки, застарени, а сега учат во една модерен објект, каде може да го развиват својот едукативен процес. Така да, има и други инфраструктурни постигнувања, асфалтирање на патишта, на локални, па и регионални патишта. Исто така, во Дебар нема веќе кал. Нема Дебар улица без асфалтирана или направена со бекатонки. Така да, инфраструктура, водата во неколку места, значи е многу поправена, се направени базени за здрава пиечка вода. Порано тие многу имале проблем во некои региони во Дебар, некои реони во Дебар, значи пиеле порано матна вода, нездрава вода, така да во тој дел многу значи власта што била и локалната власт и со соработка со централната власт, соработката се рефлектираше значи во достигнувањата и подобрувањето на стандардот, инфраструктурата на градот. Така, не знам како може да рече некој дека ништо не е направено. Значи тоа ништо не е направено и дали е доволно направено, не е доволно направено, треба уште да се направи. И затоа сме ние овде. Мене навистина ми е мило да го слушам мојот колега да зборува така, но за жал фактите не зборуваат во негова корист. Значи, ова е идејниот проект како требаше да изгледа централната улица во градов. Ова е идејниот проект кој навистина сите дебарчани го засакаа кога го видува. А ова е тоа што денеска е главната улица во Дебар. Дали зборуваме за истата улица? За истата улица збориме. Идеалниот план е идеален план, значи тоа е некогаш главната улица во Дебар, каде што сега скитаат куќиња скитници. Мене навистина ме боли тоа што ова мора да го покажам, но фактот е дека работите не се така како што ги вели колегата. Први, кога се однесува за ова централна улица во градов, треба да ви е јасно дека таа улица е направена од камен, кој од карактер травертин. Тоа е травертин камен. Тоа е камен со потекло од извинете, како се вика, од вар. Од вар. Тоа е камен кој е добар за фасада во тие места каде што температурата не спаѓа испод нула. Ние во Дебар имаме страшно ниски температури. Ова централна улица е направена пред 3-4 години. Значи сега, кога вие ќе поминете низ таа централна улица, таа е полна со дупки. Каменот веќе почнува да се
да пука. Да кажете неквалитетно дека е... Не, каменот што го е избран за изработка на таа улица не е за таа намена. Тој е камен за фасада. Али таму во места каде што температурата не спаѓа испод 0 степени. Значи тоа е травертин. Тоа е камен од вар. И он собира вода со тек на преку зимски периоди, водата кај него се натоложува и поради она ќе пука. И што се однесува се извинувам, до водата, Дебар од кога е направена, водоводот од Роски, Дебар има квалитетна вода. Дефинитивно Дебар има квалитетна вода. Друго прашање е дали таа вода е доволна или не е доволна, али како вода квалитетна имаме од тогаш. Зборев за некои регии во Дебар што не земат од централниот базен. Значи имат локален базен, например 60 куќи во Варош земат од сопствен базен. И тоа, значи, можам сега е во добра сега за главната улица, значи за прајање на еден објект или една структура се ангажираат научници, значи инженери, проектанти, така да не може некој да го оспори тоа. Тоа е све проверено, све е направено како што треба да се направи. Него, дали треба со тек на време, тоа е направено пред 4-5 години. Дали со тек на време треба да се апдетира. Значи сега имаме и можеби и нови услови. На тие заначиите што делува во тој правец, значи им требаат сега и паркинзи. Значи доаѓа време кога ние доаѓаат нови услови. Затоа ние не треба да бидеме статични, него треба да бидеме динамични. Нашава програма е динамична. Значи треба да се апдетира се. Значи може и во тој центар ние имаме намера да правиме значи уште нешто подобро. Тоа е многу добро направено, многу убаво направено, а ние ќе правиме уште некои други работи што ги сакат, значи што им служи на тие заначиите што се во тој прат. Значи не може да се успори камен бил ваков или бил таков. Затоа има инженери. Ние не сме стручњаци за това. Ние како градоначалници може да бидеме сега и архитекти и проектанти. Ние сме менаџери што треба да одиме по да ги спроведуваме законите за локална самоуправа. Значи како оди проект, конкуренција, па после до имплементација на проектот. Ако, значи, мора да зборува. Ако немате доволно информации како вршител на должност градоначалник, тоа е ваш проблем. Значи, ова ја што го кажувам, тоа не јас не го разбирам, јас сум исто доктор, али ова е мислење од стручњак кој се разбира од каменот, не од како јас доктор. Вие ќе видите во таа слика дека имате тука во централна улица дрва засадени во казани. Не расте дрво во казан. На улицава? На улицава имате дрва засадени во казани. Тоа, значи, таа централна улица беше полна дрва. Оние беа дишните патишта на градов. Тие беа белодробијата на Дебар. И оние сега тие дрва сите се посечени, ги нема, поставени се дрва засадени во казан. И тие како што се поставени, така веќе гнијат, зашто што не може дрвото едноставно да расте. А кога зборуваме за квалитетот на каменот, она што мојот колега вели дека треба паркинг да се направи, бидејќи тие бизнеси тука што работаат дефинитивно ја изгубија работава. Први ти треба сите тие камења да ги крене од тука и да направи нов избор. А дали тоа како он тоа го замислува, тоа е негова работа, не знам. Јас го замислувам во соработка со мојата стручна екипа. А во мојата стручна екипа, значи ќе биде ангажирани сите експерти за решавање на проблеми. Значи, мојата должност како менаџер за ова работа, значи ќе ангажира моја стручна екипа, што се разбира. Значи, дали ќе има паркинг, дали ќе се трнат тие плочките, што ќе биде, тоа не е моја работа. Моја работа е дека барањата на тие заначи и барањата на граѓаните, значи, да се остварува. Тоа, немој да го сватиме дека било тоа погрешка направено, него треба тоа да се прави уште подобро. Оти, не може пред 4 години беа овие потреби, истите да бидат и сегашни. Значи, сега потребите се други. А што се однесува за дупки, за кршење на тие плочки, тоа е нормално еден објект направен, не мора да биде за секогаш нов. Тој застарва. Затоа ќе треба одржување, што јас ќе се ангажирам, тој дел да биде ангажиран. И да се поправува. Господине вршител на должноста, вие уште ова не имате исплатено. Вие уште ова не имате исплатено. Да.
И имате уште многу долгови кон фирмата што ви ги направила овие работи. А веќе навлегувате во други трошкови, а ова веќе уште не ви е исплатено. Ова не ви е исплатено. Значи, јас знам што е платено и што е неисплатено. Јас ќе се трудам со моите способности и со мојата честност и сите да се плаќат на време и тоа ќе оди многу убаво за Дебар. Дебар знаат кој е Хекуран Дука, кој е чесен, дали е чесен или што е, како е стручњак, како ангажира, како работи, дали работи сам или тимски. Значи, ова дали има поддршка, значи широка поддршка и од централната и од локалната власт, значи имам јака поддршка, јас да ги плаќам и сите борџови што секоја општина ги има. За среќа ние немаме блокирана сметка и така да работите не се гледа само црно-бело, Да, значи има и нијанс. Предпоставувам дека шеталиштето не е единствен проблем. Дајте да ве прашувам, како инфраструктурен проблем, каде, кој друг го лоцирате? Какви се пристапните патишта до Дебар? Ја последен пат бев со мојата тетка од Охрид, не паметам кога беше тоа. Затоа што за да Дебар се развие како што треба, му требаат многу промени во инфраструктурата. Самиот факт што за 2 години и нешто ќе биде готов патот на Арбор, кој ќе поврзува Тирана, Албанија со нашата граница, со Дебар, а самиот и фактот дека тиранчани, луѓето од Тирана се многу луѓе кои обожаваат да патуваат, кои сакаат да гледат места. Значи, луѓето кои работат по оглед на инфраструктурата, веќе имаат една предпоставка дека негде викендов во Дебар со отварањето на граничниот премин и со новиот пат, негде Дебар во неделава ќе има до 5000 гости кои ќе дојдат да го посетат Дебар. Неделно, за викенд зборуваме. И сите тие луѓе, за да можат да дојдат и да останат во Дебар, сигурно дека ние треба како локална самоуправа да направиме напори ними да им обезбедиме пристоен престој во Дебар. За да им обезбедиме пристоен престој во Дебар, треба многу работи да смениме. И сигурно ние, не само ние, него и тоа е можноста и на централната власт да размисли за оваа работа, да почне и таа да работи во смисла на тоа да се смени инфраструктурата во Дебар, за да тие луѓе што доаѓаат во Дебар уживаат подобри услови и за посетување на културни обележја што Дебар ги има, и за посетување на природата која не е прекрасна. Да не зборуваме за двете реки кои доаѓаат во Дебар, значи имаме прекрасна природа, имаме езеро, имаме термални води, а за сето тоа биде функционално, сето тоа да биде во склоп и во интерес на луѓето, треба да се мени инфраструктурата. Инфраструктурата како да дојдеме до неа? Повелете. Па јас за тоа викам. Значи едно направено не е за секогаш направено. Значи како потребите доаѓаат, ние одиме напред, не одиме назад и така ќе ги адаптираме, значи и инфраструктурата, па и економијата и сите, значи услови за живење или за делување на нашите граѓани, па и туристите. Од инфраструктурата нешто, кои се во тек некои проекти има ли во моментот бидејќи сте вршител на должност? Да. Во тек се некои проекти што значи вете се направени патот што го поврзува 8 септември, значи центарот на градот оди кон значи кон основното училиште Пенестија. Значи тоа е направено веќе што е предвидено во оваа програма од и нашиот починат градоначалник не делуваше ниту една година, не владееше, значи не вршеше дејност. Така да имаме патот што е направен кај новиот пазар со цела инфраструктура и подземна инфраструктура и со асфалт направено. Направено е патот во план веќе треба да почнет патот за Бањиште, значи патот што води кон царината и што го поврзува, значи главниот пат што води кон царина и Бањиште, тоа е пат значи каде е многу значаен за туризмот, затоа што таму се банскиот туризам, значи поради минералните води и сакав да напоменам и една голема, значи еден голем проект, капитален проект што кошта до 10.000 евра. Тоа е системот за наводнување на полето 10 милиони. Само момент. Само јас ги знам. Извини. Јас сум вршител. Значи, значи
системот за наводнување на полето на Дебар, кој треба да почне, веќе е во фаза на имплементација и треба да почне првата фаза која кошта 1.200 милиони 200.000 евра. Значи 1.200.000 евра. Првата фаза. 1.200.000 евра. 1.200.000 евра. Значи ова е заслуга на тој бившиот председател на општина. Значи се работи за и да кажеш дека ништо не е направено 17 години за Дебар, тоа е смешно и не знам дали... Реплика, 1 минута и ќе повикуваме реклама. Зборуваме за инфраструктура. Нели така? Сакаме гости да ни доаѓаат. Ќе може ли гости да доаѓаат во Дебар кога депонијата на регионалниот пат Дебар за граничен премин? Па луѓето први ова што ќе го видат, од тука ќе ги свртат колите, ќе се вратат назад. Ова е срамота. Ако ова ние, или тој, или јас, ова не ја средиме, ние нема да имаме гости во Дебар. Гостите од тука ќе ни се вратат назад. Значи, прво што мора да работиме ова зло, една за секој што тука треба или да се изменаџира како што треба, или од тука да се премисли. И еден момент. Кога зборуваше колегата за наводнувањето, да знаете, тоа е сварно така, проект. Али знаете што? За 1 хектар земја, земјоделецот треба да платја 400 евра водарина. Ја не знам дали ќе има земјоделец кој ќе ги извади тие пари од неговото земјиште со садење јонџа. Нема шанси. Значи 400 евра треба да плаќа водарина за системот за наводнување на Дебарското поле. Да. Контрареплика и завршуваме во овој дел. Значи депонијата не е од вчера тука, значи од давно, од кога знаеме за Дебар, тука е депонијава. Него ние депонијата не може да ја дислоцираме од тука. Решение за депонијата. Значи сите градови има проблеми со депонија. Значи не е само Дебар. Решавање на депонијата е градење на локалната депонија или заедничката депонија во Дебар ќе се гради за Струга, за Кичево и за Дебар. Значи тоа е решение. Тоа се облекува 10-15 години, така да, ама ние не може да чекаме сега 10-15 години, него треба да се врши одржување на таа депонија. И одржувањето секојдневно се врши. Значи, дали може подобро? Може и подобро. И за среќа, баш во тој патот, во мојата, значи, изборна програма, значи, првиот ден кога јас ќе седам тука, значи, јас ќе се грижам максимално за да го ставам под контрола таа депонија. Не во како што ќе се предвидува. Значи, сликите може да се земат, значи може и од Дебар да не е таа депонија. Може не. Така да слики може. Предпоставувам дека се автентични сликите и слика ми се може би. Не ги спорам, ама зависи кај слика. Не, докторот кој ќе гледа во сликата секој ден поминува на тој пат, ја знае. Ја знае. Вака, ви благодарам за во првиот дел. Почитувани, кратка пауза за реклами и продолжуваме со дебатата со кандидатите за градоначалник на општина Дибар. Ја продолжуваме дебатата со кандидатите за градоначалник на општина Дибар. Во студиото разговарам, како што најав, со двајца доктори, Дука Агули, двајцата кандидати но во исто време и политички опоненти. Иселувањето. Тоа е проблем на ниво на целата држава, на ниво на цела Македонија, но конкретно сакам да прашам во Дибар, бидејќи се игра со различни бројки. Дали знаете ве како кандидати за градоначалници колку фаќа општината, колку жители живеат во општината која што сакате да ја менаџирате? Повелете, ајде со вас во овој круг. Попис одамна не е направен во државата, за да имаме точни податоци до каде се движи бројот на граѓаните во Дебар. Ако одиме од претпоставката дека, значи, според и вашиот интервју и вашата репортажа што имавте Дебар, ви имавте податок дека во Дебар живеат 15, во Америка живеат 15.000 дебарчани и имате го предвид и бројот што би требало реално да се во Дебар негде до 15-16.000, значи се враќаме на она цифра која Дебар имаше во времето, значи кога броеше до 30 и нешто илјади жители, зашто во времето Дебар беше до Маврово, не беше сега до Бошков мост, него беше до Маврово како општина и сите тие села од река беа уфатени во Дебарската општина, па имавме и до 30 и нешто илјади жители. Реално, значи ако се гледа според бројот на гласачите кои излегуваат да гласат, они што се активни гласачи, значи негде 8.000 и нешто жители, значи би требало негде да биде
по моја процена негде до 15.000, не верувам повеќе да има во Девар од 15.000 жители. Активни жители во моментов, активни што живеат, да, и работат и се до тоа. Да, активно што живеат во Девар, со тоа што за несреќа овој број секој месец има тренд на намалување, бидејќи ако ги гледате сликите пред германската амбасада колку млади луѓе чекаат за добивање виза за заминување во Германија, а оние за несреќа не заминуваат сами, него заминуваат со се фамилии, така да искрено дека ниту јас, ниту мојот колега може да дава точен податок колку жители имаме сега во Дебар. А голите го чувствувате тоа преку прегледите на дечињата што ги правите? Дефинитивно тоа го осеќаме. Значи, пред 2-3 години, јас во текот на целава година, како прегледи евидентирани во дневниците, имав до 15.000 до 16.000 прегледи во годишно ниво. Ние сега сме дојдени до 12 до 13.000 прегледи, што значи отприлика до 3.000 прегледи ги немаме веќе во евиденција. Тоа не значи дека 3.000 луѓе ги нема тука, али ако се зема дека едно дете може во текот на месец 2 до 3 пати да доаѓа, еве тие бројка негде до 1.500 до 2.000 луѓе да ги нема во Дебар. Да ги нема, да. Вие сте во јавниот здравствен сектор, може би ја чувствувате онаа друга страна и дефицит на кадар и на граѓани жители што да, во секојдневната пракса ние сега миграцијата е една рана за сите, веќе стана, а ние сме, што се вика, модел на таа, оти миграцијата не почнала може би од 72-та година почна да се иселат во Америка претежно, после во Германија, нашите дедовци, татковци работеле таму, а тој тренд продолжува миграцијата, него Дебар е така историски, значи Дебар секогаш имал тенденција да мигрират од Дебар и затоа сегде кај ќе одиш има по едно мало Дебар. Значи имаме во Тирана, имаме во Скопје, имаме во Америка, во Њујорк, да. Таму може да се рачуна 10 до 12.000 дебарчани да има. Така да оваа рана, причините зошто емигрират од Дебар, може би се економски. А може и по некој така што се поради овај хомогенизација на популацијата, значи како демографско движење, нормално демографско движење за подобар живот, некогаш емигрирали поради војни, значи има различни причини. Него причината за последните години причина е повеќе економска, така да јас мислам дека економската причина за тоа што не им дава можеби многу шанси на младите да се докажуваат. Ние како постари генерации. И колегата има дете во Америка, и јас имам дете во Америка, така да секоја куќа во Дебар има по некој иселен од Дебар или мигриран од Дебар. Во мојата пракса гледаме дека веќе станавме сезонски град. Значи кога доаѓаат во август, имаме, значи се враќаат сите дебарчани, Дебар е полн со луѓе и имаме повеќе пациенти, така да во другите сезони Дебар е во нормалните услови што ги гледаме. Значи, затоа во мојата програма изборна, значи предвидувам и мерки за стагнација, да се стагнира прво, да се стабилизира тој феномен, значи миграција и по можност тие што се во странство, значи емигриране, да имат можност да инвестират во Дебар и да ја развиваат својата економска дејност во Дебар, него треба да отвориме атрактивни места за бизнис прајање или за други активности. Знаете што? Кога зборуваме за оваа тема, значи порано ние имавме печалба. Значи за мене одеше на печалба само домаќинот. Да, малку да се разликува од имавме печалба. Модерно иселување. Ние имавме печалба, он работеше таму, децата ме уживеа и фамилијата во Дебар, па он носише пари. Ние значи сега немаме печалба, ние сега имаме иселување. Значи син ми живее во Америка и јас имам расчистено дека он никогаш нема да се врати повеќе во Дебар. И нему сум му рекол, ти таму ќе работиш само една работа, не мора да работиш по две работи, бидејќи ти синго си отишел да живееш во Америка. Ти не си отишел таму да печалиш пари, па да доаѓаш во Дебар да инвестираш, па да отвориш бизнис.
Дефинитивно си отишол да живееш. И тоа е болната рана. Значи, ова што денеска се случува, ова што денеска е тренд, ова веќе не е печалба, ова е дефинитивно иселување. Ве слушам, двајцата велите имате синови, а во исто време се кандидирате за градоначалници. Како да ги убедиме гласачите што живеат тука, што сакаат да заминат младите луѓе, велите вашите синови веќе се во странство, живеат, почнале некој собствен живот. Како да ги убедиме дебарчани да останат по младите? Како ќе ги мотивирате? Јас вака мислам дека исто како да прашуваш зошто доктори се кандидираат за градоначалници. Па докторите се Сакав на крај тоа да го оставам со диагноза да ми дадете на политиката и на се што се случува. Значи, ние сите носиме по една рана. Така да, ова рана сакаме да ја излечиме во тој начин, ова да не се повтори кај другите. Така да го разбирам јас. Ама како мора нешто конкретно да кажете како кандидати? Еве јас како. Што ќе понудите? Нешто конкретно. Како ќе го мотивирате младиот човек? Како градоначалник. И сега сум актуелен вршител на должност на градоначалник. Сакам да ги во моите проекти и во мојата екипа сакам да ги ангажирам многу младите луѓе. Значи, во мојата администрација сакам да ги ангажирам младите луѓе, стручњаци, што се добри, да ги ангажирам во работата, тие да бидат дел на проблемот. Значи да ги ангажирам. За тие сами да ги решават проблемите, ние постарите да им седиме како логистичка поддршка. За тие сами тие да ја креираат својата иднина. Значи кога се дел на проблемот, тие мислам дека нема да емигрираат веќе, нема да бегат од дебат. Него, ако ние ги занемаруваме, ги игнорираме, така да ништо не правиме, тогаш тие ќе се осеќат дека не се дел од тој град. Така да, со ангажирање на младите во процесите, а тие се способни, тие се паметни, може би ние не сме знаеле како да креираме таа иднина. Јас затоа може би се кандидирам за градоначалник. Значи, моето тете емигрира, него не сакам и другите да го тој процес да се стагнира и да се стварат услови, може и моето дете некој ден да доаѓа да се врати. Знаете што? Јас како градоначалник во Дебар нема да отворам фабрика. Знаете зашто? Зашто ако отворам фабрика за чаши, кај мене една чаша ќе чини 1 евро, а 10 чаши од Кина ќе ти дојдат за 1 евро. Каде ќе ја продавам без чашата? Значи јас во Дебар ќе отварам услуги. Значи тоа е иднината на Дебар, услугите, хотелиерски, угостителско, туризам. Не имаме термални води, не имаме езеро, не имаме реки, имаме планина. Али што значи тоа? Треба заедно со наставниот кадар да ги определуваме децава да одат да студираат за овие дејности, бидејќи тука е перспективата. Не може едно дете кој ќе студира за не знам каква фабрика, па после ќе остане без работа, бидејќи нема каде да се вработи. Ние имаме во Дебар Слайдс. Веројатно сте слушале за Слайдс. Тоа е фирма која врши продажба на пици низ цела Америка. Знаете дека тој менаџер таму има 200 и нешто вработени млади луѓе. Тоа е иднината на Дебар. Не се фабриките. Ние имаме езеро. Само треба убаво да се урбанизира тоа езеро, да се изградат убави хотели тука, еве ти можност младите да се вработат. Ние имаме термални води. Имаме моментално 2 хотела. Да се таргетираат секторите кои што треба да... Тоа е иднината на Дебар. Значи, не е иднина на Дебар фабрика. Јас имав прилика разговарав со Кнауф, без со раководството на Кнауф. Значи, и они имаат дефицит на работници. Али што е сега уште поболно. Значи, од кај нив бегаат луѓе вработени кои земат 500 евра плата, па и од кај Кнауф бега. Што значи дека навистина треба како градски татковци, како општество, како институција, да седнеме и убаво да размислиме што ќе им понудиме на младите. А иднината на младите е ова, друга иднина Дебар нема. Ја ви кажувам, значи, со самото доаѓање на отварањето на патот на Арбар и блискоста на Тирана до Дебар, еве ви ја можноста. Значи, ако вие во тек на викендов имате 1000 до 2000 гости во Дебар, тоа се значи пари, тоа се вработување. Значи, колегата само го потврдува дека ангажираноста на локалната власт, отварање на мини бизниси и средни бизниси што вработуваат млади. Значи, тоа е резултат на соработка на приватниот бизнис и локалната власт. Значи, Слайдс 200 работници има,
значи локалната власт мислела за младите, дека не е све црно, како што рече Преска, ништо не направи. Само ги потврдува. Исто така сакам, пред да дојдеме овде, значи веќе е во проект патот, продолжување на патот на Арбер, што ќе поврзува, значи Дебар со патот кон Кичево што оди и патот со главниот автопат за Гостивар. Значи, тој бајпас ќе се гради сега, веќе се договорени, значи, Еди Рама и премиерот Зоран Заев, така да овој пат веќе е влезен и може слободно да го ветиме. Овие денови е решено. Значи, види колку е важна соработката локалната и централната власт. Значи, нашите ветувања се реални. Јас потребите на граѓаните не ги измислувам. Значи, одам во база, од куќа на куќа, еве во предизборието, и седнам со нив, и гледам што се приоритетите, на потребите. Да. Така да, мислам дека не е тоа само ветуваш, а немаш основа од каде да ги реализираш овие работи. Да, тоа никако нашите гласачи се изморени од тоа. За успешноста на мојата фирма, која како ПЗУ Педиатрија Д е меѓу највредните фирми во Дебар како здравствена институција, не е заслуга на општинската власт. Тоа е моја лична заслуга како менаџер. И за Слајц, и за Кнауф, и за Баниште. Тоа не е заслуга на локалната власт. Тоа е заслуга на тие менаџери кои знаат да менаџираат. Добро, но локалната власт може да помогне и да одмогне на приватниот сектор. Го знаеме тоа. Знаете кога? Тогаш ќе помогне тогаш кога му е политички човек, а ќе му одмогне кога му е политички опонент. Тогаш да. Тогаш може. Само ова, значи, ние сме партиципенти во владата и тие се заинтересирани за мојата програма да го реализират. Не знам дали колегата има изборна програма. Сигурно дека има. Така, јас имам изборна програма, може слободно да го читате. Така да, све е планирано, ништо не е измислено, све е реално. Така да, друга програма, централната власт не е заинтересирана. Значи, ова не е измислено нешто. Има континуитет, има реалност. И врз потребите на граѓаните и врз имплементација на ова програма. Морам да ве све е реално, не е само измислено. Мала реплика. Значи, на она програмата што ја покажува колегата, само има една грешка. Фали сликата на претходниот градоначалник. Само сликата е поставена, иначе програмата е иста од пред година и пол дена. Истата програма е. Јас мислам дека оваа програма е иста од 2017, само е апдетирана, има и нешто ново, треба да го читат колегата, и ова е континуитет. Значи, ако јас нешто од оваа програма ќе го трна, ќе реагират на тие што им обеќав. Значи, програма што требаше да се реализира на 4 години. Ништо лошо нема во оваа програма. Ова е за видување на градот Дебар како европски град. И тоа ќе биде во текот на овие, значи, останати уште 2 години. Ние интензивно ќе се ангажираме заедно со централната власт, да ги имавме малце вакуум поради некои турбуленции, така да ние интензивно сите министри, сите заменици министри, сите директори директно се заинтересирани за Дебар, еднош за секогаш Дебар да личи, да биде чист град, да биде град со вода, да биде без кучиња скитници, да биде со сообраќај, значи патен сообраќај, со паркинзи, и тоа скоро ќе биде. Значи, приоритети, од кога јас ќе седам во таа столица, прво, значи, овие приоритарни работи, освен другите паралелно капитални инвестиции што ќе ги има. Морам да ве прашам двајцата. Дали може јас него да го прашам нешто? нешто? Ајде, уште повелете. Јас на вистина се восхитувам од тоа што го кажавте. Само ќе ве прашам нешто. Дали ќе поднесете оставка ако не ги реализирате ветувањата? Јас, знаеш што имам рече? Повели. Јас имам мој стил на работа. Значи, секој човек си има стил во својата работа. Јас имам визија како ќе ги реализирам овие. Ти имаш друга визија, третиот има друга визија. Јас имам моја визија. Докажана до сега во мојата професионална сфера сум постигнал успеси и резултати зошто само сум работел со честност,
сум работел транспарентно и сите дебар ме знаат кој е Курандука. Значи има довреба да ми дават глас. А и колегата, значи ние сме доктори, хумани луѓе сме. Него повеќе реалност за остварување нови се на моја страна. Затоа што имам и основа, значи економска, имам значи поддршка од владата. Немој, значи многу тешко да се преживее без поддршка. Сега, не викам дека кога сме веќе тука, значи имаме една суштинска разлика. Бидејќи не дека сум јас помлад се познат во Дебар и не ме знаат дебарчани, затоа добив 4000 гласови пред година и пол без да давам ни пари, ни бекатонки, ни дрва, ни ништо, само со добар збор и чесен збор. Јас со групите од интерес. Знаете што? Јас имам случајно договор. И што значи тој договор? Верифициран на нотар, правен документ, со тоа што обврските што ќе ги превземам со нивен договор. Ако не ги исполнувам, они ќе дојдат да ми побарат оставка и јас утре дента ќе давам оставка. Јас си поднесам оставка на функцијата градоначалник, ако не ги исполнувам она што го имам договорено со нив. Вие тоа не можете да го направите. Имате страф. Не можам да го направам тоа, затоа што сум убеден, јас сум убеден дека ова ќе го оствари. Да, ако доаѓа до оставка, значи тоа е оставка, не знам на нотер како може да се допи, значи ти ми даваш гласови, јас ќе ти го побарам, ама во нотер да го. Јас не знам дали постои нешто. Договорот, не гласот, договорот, тоа е формално правен юридик, формално правен документ. На крај, господа, ве молам, на крај сме, последните минути. По една минута од двајцата сакам по еден коментар. Ни предстојат и локалните избори, бидејќи вие сте тука на таа тема, но и претседателските избори, различни се тие политички комбинации, како се тоа ќе се турка прв, втори изборен круг. По една оценка, дали можеме да очекуваме еден фер и демократски изборен процес и на локално ниво и на ниво на избор на претседателски избори, ќе започнам со опозицијата во случај. Јас мислам дека треба. И сега ќе зборувам за локално ниво, бидејќи ние двајцата сме колеги и не само тоа, ние сме и пријатели, во роднинска врска сме пријатели и двајцата си ветивме еден на друг дека ќе бидеме честни, ќе бидеме искрени и ќе ги оставиме луѓето да бидат мирни. Јас му верував на зборот на мојов колега, ама неговиот штаб, она што го договоривме, не го испочитува. Ние се договоривме да лепиме плакати, флаери на кандидатите во местата утврдени од страна на ова изборната комисија во Дебар. Неговиот младеж си залепеа флаери низ цел град. Боре, можам тоа да го разбирам, како младост, како елан, али далеко е од тоа што меѓусебно се договоривме. И јас навистина очекувам од него да си стои на зборот што ми го даде. А што се однесува до претседателските избори, јас мислам дека до сега кампањата оди онака како што треба и се надевам дека и така ќе заврши. Ќе имаме фер процес. Така, јас се надевам дека овие избори ќе биде мирно, затоа што со колегата се знаеме, ние сме доктори, него повеќе да збориме за изборната програма ако ја имаме и за неговата реализација, него да збориме за флаери, за тие, не знам, тие се организативни работи, што може да се средат, не се некои, него ние треба програмата и кој постои позади ова програма за реализирање. Тоа им е важно на гласачите. Дука Гули, на двајцата ви благодарам што бевте дел од вечерашната дебата. Вие таргетирано се обраќате на вашите гласачи, но секако и на граѓаните на целата наша држава, бидејќи ние како гласачи сакаме да чуеме што ветуваме, а потоа да ви мериме што сте оствариле. Посакувам успешен, мирен изборен ден на двајцата. Благодариме. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието што не следевте. Најавувам нова понеделничка дебата како финална во овој циклус со кандидатите за градоначалници на Охрид. Од мене пријатно.